уште на почетокот ние стрепивме од времето, тоа се плашевме дека да не ни прегази времето. Тоа значи дека ни требаше многу време да објасниме на јавноста и на луѓето, да го изложиме на очите и на судот на јавноста сите зли планови на концесионерот и на сите инволвирани во тој процес. И така да сега времето работи за нас. Колку времето одминува, толку се шири кругот на нашите поддржувачи, толку граѓаните стануваат се запознаени и посилни во убедувањето дека тоа ќе биде катастрофално решение по нивните животи, по животите и иднината на нивните генерации, на околината, средината. И така да ние секој ден стануваме се појаки и посилни, и помногобројни, и порешителни. Така да изјавата дека бурно ќе реагираме ако тоа се донесе, не е на база на некои желби, туку тоа се должи на реалната проценка на ситуацијата како што е, затоа што на луѓето ми е смачено, буквално преку глава им е од сите тие манипулативни игри околу тој фамозен рудник, кога уште повеќе, кога секојдневно ги откриваме на јавноста, а сите тие така наречени тајни задкулисни игри, сите тие расипани потези кои се правени, која ќе дознае секој обичен човек, му доаѓа еден револт, природен револт, дека се изиграни, дека некој зад грб им работел нешто страшно, дека се планирало иселување на двете села, дека се планира, воопште не се водело сметка за интересите на пошироката заедница на котлина, не се барало решение ни за интересите на државата, за ништо. Буквално единствено такво мегаломанско настапување, такво безобзирно, такво без размислување на последиците, секој нормален човек се иритира до степен да му се појави желба да учествува во таквите протести и сега во зависи од карактерот, нели, експлозивноста или колку е кој каков карактер поседува, такви ќе бидат и реакциите кои што ние не гарантираме за поединци, бидејќи меѓу нас кога правиме такви состаноци се појавуваат такви искри, да кажеме, да луѓе појавуваат буквално самоубиствени желби, можеби звучи малку не е нормално, но сепак можеби е во ефектна ситуација дадено, но половината од изјавите што ги дадеме да се вистините е доволен показател дека со жив зид ќе ги браниме интересите, собствените интереси и интересите на пошироката околина. Во духот на партиципативната демократија, втемелена и во Архуската конвенција, Euromax Resources во континуитет се обидува да биде максимално транспарентен, да понуди конструктивен диалог, соработка со сите релевантни чинители. Ние се фокусираме на интеракција, на директна комуникација, образложување и сакаме да го слушнеме гласот на народот и на невладиниот сектор, секако во овој дел кој што ја тангира нашата активност. И во оваа прилика уште еднаш ќе апелирам до сите релевантни чинители во нашата држава, државните органи, невладиниот сектор, локалните управи, академската фела, научните експерти, сите да се обединиме и да се обидеме да изградиме, да кажеме, едно тело за креирање на доверба помеѓу нас. На тој начин да се обидеме да ги неутрализираме негативните ефекти од шпекулативните и манипулативни дезинформации кои за жал во последно време го окупираа нашиот медиумски простор, го стигматизираат и го сатанизираат, би рекол, овој голем проект. Во тој смисол, за да обезбедиме транспарентност и отчетност, ние во континуитет повикуваме и се обврзавме за цело време трајање на функционирањето на рударскиот комплекс, да функционира едно независно надзорно тело, мониторинг тело, кое ќе биде составено пред се од граѓаните, представници на граѓаните во регионот, граѓанските асоцијации
кои што се занимаваат со заштита на животната средина и социјалните аспекти, и секако науката, за да како независно тело прават континуирани анализи, континуирани тестирања, кои што ќе ги спроведуваме така да бидат убедливи и да бидат аргументирани за начинот на работа на рударскиот комплекс.